Грчкиот министер за надворешни работи Јоргос Герапетритис треба да се сретне со неговиот турски колега Хакан Фидан на 5 септември во неновите напори за зближување на историските ривали. Аналитичарите велат дека убедливата изборна победа на грчкиот премиер Кириакос Мицотакис во јуни му овозможува да ја оствари својата долгорочна цел за зближување. Не би го нарекол негова тајна агенда, но тој го сакаше тоа подобрување на односите и тоа нешто што датира уште од кога првпат го запознав. Фактот што успеа да ја доби оваа победа некако му ги одврза рацете. Претходно беше врзан, имаше малку слобода. Бидејќи неговиот министер за надворешни работи, неговиот шеф на армијата и другите се многу тврдокорни. Мицотакис го искористи својот мандат за да го смени министерот за надворешни работи Никос Дендијас. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган по неговиот реизбор во мај исто така го смени својот министер за надворешни работи со Фидан, кој на широко се смета за вешт дипломат. Некои аналитичари велат дека со избори зад себе турскиот председател во позиција да ја ублажи својата националистичка реторика, која е популарна во неговата изборна база и да биде приемчив на грчките предлози. Новата турска влада се разбира ќе биде многу по-кооперативна. Мислам дека нерешливите прашања ќе продолжат, но реториката ќе биде многу смирена. Егејското и Средоземното море остануваат кризни точки за грчката и турската морнарица, додека и двете земји бараат, како што се наведува, големи енергетски резерви во спорните води. Во исто време островот Кипар, поделен меѓу заедниците на кипарските грци и турци, продолжува да биде потенцијална точка на тензија. Аналитичарите велат дека подобрувањето на билатералните врски може да ја отстрани пречката за продажба на американски војни авиони на Турција. Продажбата делумно одложена поради загриженоста на Вашингтон за тензиите меѓу двата сојузника на НАТО. Но со оглед на историјата на неуспешни обиди, набљудувачите се прашуваат колку долго ќе траат напорите на Турција и Грција за подобрување на односите. Ги гледате овие прекрасни фотографии како излегуваат, сите се насмевнуваат. Мислам дека за 3-6 месеци ќе видиме дали луѓето ќе се вратат на нивната основна позиција. Знаете, тоа е како во ужасен брак. Има мал период на меден месец, а потоа сите се враќаат на она што навистина се. Сигналите на надеж вклучуваат одлуки на грчките и турските лидери да се воздржат од лута реторика по инцидентите како недомнешното разгорување на тензиите во Кипар поради изградбата на пат на спорна територија и најавата за ново турско дупчење на извори на енергија во Медитеранот. Се очекува Мицотакис и Ердоган да се сретнат на маргините на Генералното собрание на Обединетите нации во октомври. Аналитичарите велат дека двајцата лидери имаат за цел да одржат самит подоцна оваа година во Грција.